Добро вечер за оние што сега ги вклучуваат екраните на телевизија 1. Ова е отворено студио, последниот час од мојот дел на обврските. Тоа е предодредено за панел дискусија на тековните економски и политички состојби во Македонија. Ми се чини дека во овој момент топ тема е околу можноста да се излезе од оваа блокада на политичката криза е забрзаното влегување на власта во собранието со пакетот на 4 уставни амандмани, со неизвестности околу уставниот закон и роковите за реализација на дел од преземените обврски на договорот со Грција. Мои вечерашни гости се Насер Зибери и Љубиша Николовски. Како и да ги представам, тие се познати во јавноста и нема ништо да сгрешам, од екс-министер до аналитичар, до мој колега и сопатник и по телевизиите и надвор од телевизиите. Господин Зивери, што постигнува Заев? Внимавајте, не владата, Заев. Со вака забрзаното темпо да влезе во уставни амандмани без воопшто да е создадена политичка атмосфера за диалог со опозицијата. Изборот на Заев е да не превземе ништо и да чека, а со тоа и да не постигнува ништо, а со тоа значи да нема уставни амандмани, а со тоа и незаокружување на спогодбата со Грција, пропуштање на сите можности за членство во НАТО и отпочнување на преговори во Европска Унија. Другата опција му е да биде проактивен, а проактивен да биде значи да делува. Еден од инструментите со кој он може да биде активен е ова што вчера владата на 92-та или 3-та седница донесе одлука да му предложи на собранието иницијатива за измени на уставот. И со тоа Заев да постигне две цели. Прво, да ја стави на испит можноста да добие поддршка од ВМРО ДПМН како целина, како пакет, или од одделни пратеници. Имајќи ја во предвид последната изјава или став од оваа партија дека они ќе остават пратениците повторно сами да одлучуваат како ќе настапат, едно ретерирање од претходниот став дека по референдумот значи јасно се ставаат контра идејата за измени на уставот, ова сега е некоја индикација дека може да се добие некоја поддршка. Ако не се добие поддршка, јасно е другата алтернатива за Заев. Мора брзо да распише избори. Значи, што побрзо го стави на испит тестот на поддршката од овие пратеници, толку порано може да рачуна на предвремени парламентарни избори во оквир на 2018 година. Со тоа што и да ги заокружи изборите, да се објават резултатите и евентуално да му остане време да се конституира новото парламентарно мнозинство со надеж дека повторно тој ќе биде мандатар и ќе обезбеди некоја поголема поддршка. Јуше, што губи, што добива Мицковски во ова забрзано темпо, а веќе реакцијата на ВМРО ДПМН е дека е прочитана, да речем, условно ова добронамерност, дека со тоа се прави притисок на партијата и на дел од пратениците кои имаат резерви, некакви резерви. Што добива, што губи, мислам дека вистинските прашања е тоа што Заев и владата понуди е очигледно и јасно. Она што се уште не е јасно е ставот на ВМРО ДПМН и особено на Мицковски како лидер на ова ВМРО ДПМН. Значи, дури да има избори, а не сум сигурен на тие избори дали ќе учествува ВМРО ДПМН, со што уште повеќе би се продлабочила политичката криза, бидејќи тие избори би биле второ референдумско изјаснување. Како ќе заврши, не знам, бидејќи соочен Мицковски со избори
кога ќе да бидат предвремени, тој ќе биде соочен со предизвикот на референдумот. Мислам дека нема да си дозволи повторно таков флуксус, бидејќи се знаеше дека со бојкотот на референдумот, он не знае со каков потенцијал гласачки би одел на избори и како ќе завршат тие избори. Што ако не добие мнозинство, дури ако биде како што е сега. Мислам дека токму заради тоа, на тој начин Мицковски ќе внесе Македонија во уште поголема политичка криза или ќе го натера, како што вели Зебеди Заев, да отиде сам на избори и да ни се повторат 94-та и 2014-та во обратна смисла на зборот. Македонија по трет пат соочена со еднопартиски парламент ќе треба повторно да се соочи со Хан и со нов пржински договор, а тоа мислам дека ќе биде далеко и на ЕУ и НАТО и дека ќе се гњавиме внатре во тешки поделби, во пад на економијата и така натаму. Пред да отвориме дел од овие 4 амандмани кои сега се така таксативно наброени без јасни нормативни решенија, уште оваа политичка димензија. Сите сме прекупирани дека Заев врши директен притисок врз ВМРО и врз Мицковски. Меѓутоа, ми се чини дека во овој момент и во владината коалиција нема монолитност за уставните амандмани и дека оние нема анблок поддршката на албанскиот блок, освен на ДУИ. Веќе се појавуваат одредени дополнителни барања од села, од Касами и така натаму, што на индиректен начин се прилично симптоматични, бидејќи значаен дел од албанското тело се приклонува на една анти-ДУИ платформа. Овие тенденции беа понагласени пред референдумот, дури пред донесување на одлуката за распишување на референдум. И ако се сеќавате, Селјак и неговиот член на парламентот гласа воздржани за одлуката за распишување на референдум. Прво, бранејќи го ставот дека референдумот нема да ја разјасни и разбистри ситуацијата, туку напротив ќе ја комплицира, што се испостави дека е делумно точно. И второ, дека измените на Уставот треба да имат поширок опфат, не само амандманите кои произлегуваат како резултат на издоговореното во Преспа. А тоа значи редефинирање на некои односи и во однос на преамбулата, но и во однос на некои други прашања, како што е амандманот 5 со кој се измени членот 7 кој го регулира статусот на јазикот, односно јазиците. Но актуелно мислам дека спласна тие тенденции и кај села и кај крилото на Касами во Беса, но не спласна револтот на овие два субјекти кон СДСМ и кон Заев во смисла на приклонување кон една широка коалиција при евентуални избори. И тоа гласно го изнесува двете партии, со тоа што едната е поисклучива, Беса на Касами, која ја исклучува од можноста од соработка и ДУИ и крилото на Гаши и нивен некако природен коалиционен партнер останува само Селја. Но доколку биде на испит поддршката за амандманите, тоа брзо ќе се види. Не сум сигурен дека овие два албански субјекти имаат членови на Уставната комисија, зашто тамо ќе се провери евентуалната поддршка, ако не на Комисијата за уставни прашања, тогаш на собрание. И мислам дека од притисокот што го чувствуваат од албанската јавност, нема да можат да издржат да не ја дадат поддршката за уставните амандмани. А прашањето на евентуалната широка коалиција за избори, тоа е веќе друго прашање и во тој случај мислам дека нивниот став би бил негативен. Тука и овие два политички субјекти, добро велите, имаат внатрешен притисок од албанското ткиво, која априори е за ЕУ и за НАТО и ќе бидат одговорни пред себе и пред својот избирачко тело. Да, зашто мислам дека албанската јавност и
албанскиот електорат е свесен дека во една ваква поларизирана политичка атмосфера интрамакедонски, доколку се надодава уште некое прашање кое може дополнително да ги отежнува политичките односи, тоа може да го наштети процесот преспа, а со тоа и да се губат шансите за НАТО и Европска Унија. Тоа албанците не се спремни во овој момент да го прифатат. Албанците не, но албанските партии очигледно додека беше идејата државотворна, се зборуваше за договорот и референдумот, беше во ред. Имаше некоја кохезија. Штом се спомна опцијата избори, очигледно партискиот интерес повторно надвладеа кај овие политички партии и сега веќе математиката е друга. Секој очигледно мисла дека се растура идејата за брз влез во ЕУ и НАТО, најверојатно мисла дека од тоа нема да биде ништо, и сите се позиционираат дали контра ДУИ, но секој се бори за своето парче од гласачкото тело на евентуалните избори. Мислам дека веќе таму се позиционираат албанските политички партии, веројатно и другите помали македонски партии. Затоа ЗАЕВ се повлече во последен момент, акцентот него става на изборите, туку малку и под притисок на меѓународната заедница, ќе се обиде да придобие дел од пратениците на ВМРО ДПМН и мене ме чуди зошто тоа оди тешко. Мислам, не ме чуди затоа што знаеме Македонија како функционира на политички план, дека имаме пратеници кои што се верно послушни на лидерот и на партијата. Тука е Насер. Мислам дека во историјата на македонската политика само ПДП своевремено се одважи да се одлепи од влијанието на нивниот тогашен лидер, Невзат Халили, и да стане една кохерентна пратеничка група која ја водеше партијата и политиката на албанците во тој период, но ни една подосна политичка партија не се осмели, не се издигна над тоа да бидат пратеници со дигнитет. Сакам уште ово да го кажам, чом се шпекулира во јавноста дека може би има дел од пратениците на ВМРО што ќе се одважат да гласаат за амандманите и за промени на уставот, но се били исплашени. Мене не ми е јасно чом. Ако ние обични луѓе и граѓани секојдневно јавно и јасно кажуваме својот политички став, определби за нешто, зошто овие пратеници зад кои што стојат десетини илјади гласачи се плашат? Од кого? Или од што? Од мафија, од уроци, од лидерот на од некој подземје што не го знаеме? Или се плашат дека нема да бидат веќе пратеници и нема да знаат што да прават со себе? Мислам, мене ми е смешно да се плашиш да го кажеш својот став ако навистина го имаш. Не очекувам таква поведение од пратеници. Ако не го преземе во предвета, Хан никош не вели предвреме, ако нема некакве... Меѓутоа, еврокомисарот вели пратениците кои можеби би се изјаснили за оваа евроатлантска агенда, се под притисок. Од сериозни закани. Сега ја не знам што има он како аргументација, но јас се согласувам со тебе дека во ова демократско ткиво просто е неверојатно после толкав багаж на пратеници и на министерски функции да немаш интегритет да го кажеш став. Па секојаш имало напади, секојаш некој не викал уа, имало ги напаѓале куќите со камења, значи тоа е дел од политичкиот живот во Македонија. Тоа миле. И сега овие 20 и 10 били исплашени. Ја мислам дека навистина се работи за... Па видовме дека радикални националистички струи, национални патриотски струи, тврдокорни или не знам како се вика, дека следува казна за било кое насилство. Од што би се плашеле? Или нема таков притисок, освен неколку колумни по социјалните медиуми, или се плашат на вистина дека од нив нема да може би алиби за па дури вклучувајќи за некаков партиски... Не, може би немаат став, но ако имаат став дека пред како беше она порака, подобро да загубам партијата, да добие државата. Ама мислам дека тие не се подготвени за тоа. Сега има две уште прашања. Прво, ако пакетот на ЗАЕВ и на СДСМ е насочен меѓу другото и за политички и за партиски притисок, двосмерно, и кон својата коалиција и кон ВМРО да се придобие. Следното што ми е индикативно, дали калкулираат, дали е вграден чипот дека начинот на кој се внесува без
претходен политички диалог и со ВМРО и со претениците, дека е возможно да ја зајакне позицијата на Мицковски и на ова, условно да кажам, антиевропско крило кое, ако ништо друго, може би реторички е за, но прагматично и политички е против. Па мислам дека и реторички полека го губи тлото ставот на Мицковски и на врхушката на ВМРО ДПМН како про-НАТО и про-европски ориентирана и не случајно последните изјави кои доаѓаат и ставови од Брисел укажуваат на тоа дека тие се сомневаат во искрената определба на Мицковски и на овој политички субјект дека е ориентирана за НАТО и Европска Унија. Значи, легитимни се дилемите околу тоа дали овој субјект на вистина е така определен. Дали не се ставени во заблуда граѓаните на Република Македонија, поддржувачите на ВМРО ДПМН, кои убеден сум дека во огромно мнозинство се за таа определба, со сите забелешки и резерви што ги имат кон спогодбата, но за оваа ориентација, ова партија досега не покажала во ниту еден момент некоја јасна индикација дека не се за тоа. Сега за прв пат се доведува во прашање таа нивна ориентација. Дали Заев со ова ќе го разобличи до крај ваквиот карактер на овој субјект и на Мицковски лично, мислам дека ќе го стави во сериозен испит. И од тука мислам дека идејата да се избрза на некој начин, да се поднесе веднаш предлог во собрание, без ова што вие го велите да се обиде некој диалог, ако не друго, барем пред јавноста, да остави простор дека е спремен да преговара со Мицковски, е токму тоа. Калкулација со можното ставање на испит и разобличување на она што он смета и сега што веќе е и размислување на меѓународниот фактор дека овој субјект се откажал од принципите за определба кон НАТО и ЕУ. А потврдувањето на тој став ќе биде навистина дебакл за ВМРО ДПМН. Тоа ќе подразбира тотална изолација, ако не исклучување од европските народни партии. Денеска му патија порака. Да. Много јасно. Тоа ќе значи крах на еден сериозен субјект кој со сите недостатоци и предности беше заедно со СДСМ столбот на сите клучни одлуки во Република Македонија. Да не заборавиме, негативен став овој субјект имаше и кон рамковниот договор. И тоа во една многу поделикатна ситуација од ова. Но во последен момент, изразувајќи го при тоа нивниот став за тоа што значи рамковниот договор, гласаа за Македонија да се спаси. Зибери, на што... Не дозволи да ја заокружам мислата. Мислам дека Македонија повторно е ставена пред таков предизвик и пред таков испит. Зошто евентуалното неусвојување на амандманите и некој изборен циклус во кој повторно нема да има решение за ситуацијата, Македонија на вистина ќе се доведе во една длабока кризна ситуација. Зошто тогаш нема да остане отворен само прашањето визави спогодбата со Грција. Не дури со членството во НАТО, не дури со Европска Унија, туку и со целата меѓународна заедница и со внатрешни проблеми. Зашто мислам дека ова е финалето на кое албанците очекуваат дека конечно Македонија ќе пркне кон она што значи НАТО и Европска Унија. Зашто ако ги земете сите политички субјекти на албанците, со било која политичка партија на македонците, а поготово со овие што се стожер на политичкото представување на македонците, СДСМ и ВМРО или обратно како сакате, единствено ова прашање ги држи заедно.
и имаат консензус за перспективата на земјата, а тоа е НАТО и Европска унија. Ако и тука подклекнеме, значи на нас ќе ни се скрши и последниот стоп на кој двете поголеми етнички заедници гледаат заеднички интереси. Може да само да дополнам. Ако е така, со што сосема мислам дека логички ги поставувате работите, ако сте политичка партија што од постанокот сте се залагале за членство во Европска унија и НАТО, за независна Македонија, ако тоа била матрицата на ВМРО ДПМН, а сега ги отфрлате сите можни сугестии, влијанија од надвор и однатре, и ако вие и ние сме свесни дека тоа може да доведе до крах, до имплозија на Македонија, тоа значи дека оваа партија или намерно го прави тоа, што значи дека постои некоја друга агенда што нема врска со иднината на Македонија. Некоја агенда за која од време на време слушаме дека се провлекува, дека се работи за дали се работи за спас на некои членови од тоа поранешно раководство, и се повеќе мирише дека е така. Не е можно ново избраниот лидер на партијата, па вие кога слушате, гледате дека на ниедно конкретно прашање со новинарите нема конкретен одговор. Не, има една работа, Љубоше, со која не се согласувам. Претенка е линијата на агендата на ВМРО надворот од овој багаж за или против уставниот, да го поистоветиме со Спасо Загруевски и таа политичка. Па нема друго чом. Ја мислам дека има поширок контекст. Прашањето е сега дали ние можеме да ги видиме тие аспекти. Зашто не ги видиме? Зашто не ги кажат? Не треба да ги кажат, се треба сплетна низа околности да анализираме. Видите, не може да живеете као питија, секогаш да зборувате двосмислено. Ако сте лидер на најголемата политичка партија у Македонија, па барем еднашка ќе имате конкретен став за едно од многуте прашања. Не може да ви биде седно што ќе стане со Македонија, само да спасите нешто од членството од партијата. Не е можно. Зибери вели, ќе се соочат прво партијата, ќе се соочи самата со себе. Не, дали е ова последниот избрик на темната сенка на груевистичкиот изолуционизам над ВМРО ДПМН и над Мицковски. И Мицковски на тој начин станува всушност продолжена рака на таа политичка школа. Од двајцата можам да консолидирам два става. Ако е во прашање ова второто, дека во прашање е цена која треба да се плати за да се спаси одредена група, мислам дека тоа е помалиот проблем. Зборам за државата. Ама доколку е тоа првото, дека веќе оваа партија ги напушта своите изворни определби за НАТО, Европска унија, тогаш е сериозен проблем. Сериозен проблем со оглед на поддршката што ја има. Или барам изразена во мандати во собрание, е доминантна партија. Тогаш ќе отвори сериозни проблеми во Македонија. Или тој субјект брзо граѓаните треба да го санкционираат и да го маргинализираат неговото влијание да не биде доминантно, или Македонија ќе се соочи со тешки последици. Јас сум да се вратам на мотивацијата за овој офанзивен потек на Заев со уставните амандмани. Ако е тенденцијата да се процени дали има капацитет за измени и имплементација на договорот од Преспа, или ќе се оди на избори. Сега прашањето е дали после 15 или 22 октомври, кој ќе почне и заврши првата рунда на усвојување на предлогот за донесување на уставни амандмани, за што треба 81 пратеник, ако тоа не се добие, што понатаму? Дали ќе биде јасна сликата дека ВМРО нема намера да го поддржи и дали тогаш ќе одиме на избори? Ако одиме на избори, дали ова исто така ново задоснување? Па со оглед на тоа што владата веднаш, значи, искочи со предлог до собрание да се пристапи кон измени на уставот, мислам дека не се изгуби многу простор.
А дека ќе биде тест и ќе ја принуди владата, односно Заев, да распише избори, тоа недвосмислено е. Мислам дека првите индикации ќе бидат повторно, велам, во Уставната комисија. Комисијата за уставни прашања, иако не го знам лично составот на оваа комисија, но доколку ниеден член од ВМРО-ДПМН не присуствува на работа на Комисијата за уставни прашања, тоа веќе ќе биде индикатор дека поддршката од 80 пратеници, кога одлуката за пристапување кон измените ќе биде ставена на пленарна седница, нема да ја добие поддршката. Тоа ќе биде јасно дека не може и по сила на Уставот не може собранието да оди понатака. Значи, ќе мора председателот, спикерот да констатира дека предлогот на владата за пристапување кон измени на Уставот не е усвоен. Нема 80 пратеници. И останува прашањето. Дали Македонија се откажа од договорот со Грција и ќе продолжи понатака вака, или ќе се обиде да превземе акција да го коригира проблемот. А со што може да се коригира, освен со нови избори? Зибери, што ако на тие избори не оди ВМРО? Не, до избори не сме стигнале. Ако... Како не сме стигнале? Не, чекате, да ви кажам мене. Поентата е, ако собранието и ВМРО го прати Аберот, нема поддршка, така? Да. Следното е, сега имате една нова димензија, во институциите и во парламентот да се решава. Ако е тоа Аберот од странците, тоа не е само кон Мицковски, тоа е и кон Заев. Дали престои период на надворешна или на внатрешен притисок за нов модел на политичка или партиска кохабитација за ова? Диалог на Мицковски и на Заев во парламентот, дали ќе окрсти Љубиша Пржино, 3 Хан и така натаму, но тоа е можниот модул на институционално решавање. Доколку меѓународниот фактор има индикации дека ВМРО-ДПМН е спремна за евентуално, но не само ВМРО-ДПМН, тука пред се Заев, како премиер, да направи некоја конфигурација на владата во смисла на добивање поддршка, широка влада со неколку министри, влада за национален спас, јас би ја нарекол, за да се надмине оваа ситуација. И тоа е побезболно решение, отколку да се има избори и да нема победник кој ќе гарантира поддршка за усвојување на амандмани. Еве ти Љубиша теза. Избори без победник. Значи, ја ќе се вратам. Или ова власт има неколку опции, ама можеме да ги групираме у две. Или ќе се откаже од договорот, едноставно не може да се, не проаѓа тој договор, и ќе чекаме ние некои подобри времења, значи оваа генерација на луѓе, носите велат дека тоа нема да биде многу брзо. Тоа може влада нема да се откаже, ќе остане замрзнат тој договор. Нема време, значи се што треба да се случува е многу набиено до нова година. Кога ќе се прави таа влада, кога ќе се концентрацијска влада, кога ќе се изберат. Јас не гледам лично, не гледам волја кај ВМРО ДПМН, дали ќе биде тоа Мицковски или некој друг таму, не знам, значи не ги знам доволно приликите во ВМРО ДПМН, подготвеност и желба да се мрдне напред. Значи, они го ставиле Заев и оваа влада во ситуација да што и да направи, не може да мрдне од место. Добро, ама ВМРО не може да ја стави Македонија заложник на... Зашто не може? Зашто би ставил? Тоа што доаѓа до перцепција ова сценарио за која викаш надворешни фактори, внатрешни, логиката на ВМРО, условно кажам да ја растури држава. Апсолутно мислам дека кога се давиш не ти е ништо друго битно. Дали ќе удавиш 5 луѓе, дали бродот ќе потоне, е ирелевантно. Ако ти си спремен да се откажеш од партијата на народните партии, ако си откажен од Хан, кој што беше пријател, ако се откажен од тебе Курц, кој што до вчера стоеше на бината, ако се откажеш од уште Трамп не е дојден, од Меркел, онда тебе ништо друго не те интересира, освен нешто друго. Значи Македонија не е битна, па ни ВМРО ДПМН не им е битно. Ја не можам да видам што им е битно, додека не ми докажат дека Македонија ми е битна ваква, дека кажат каква, дека е битни изборите дека ќе учествуваат за да победат, или ќе направат нешто во парламентот во преговорите за да дадат некоја помош министри или некој предлог што е конструктивен, а не
деструктивен и на овој начин му играат играта на Заев кога беше во опозиција. Буквално го ставаат, ти рече, груевизмот. Груевизмот екзистира и во партијата и ако се одлучи Заев да тера на избори, и ако одлучи на избори да оди сам, и ако формира собрание сам, он буквално влегува во груевизмот и како СДСМ. Заев, да одиме на реклами и повторно на амандманите после. Се извинувам, Зибери, пред да продолжиме, уште околу анализата на Заев. Што добива, што губи? Мислам дека Заев, ако е прашањето во контекст на нови избори, мислам дека и нема што да изгуби. Ако не ја добие поддршката од 80 пратеници, а со тоа значи и да го заокружи договорот со Грција и да ги исполни меѓународните обврски кои ги превзема као влада, тогаш тој нема што друго да изгуби повеќе од тоа. Тој мора да оди на избори. Изборите се единственото можно, но несигурно решение. Освен ако не се калкулира ова што го зборевме пред малку. Некоја надворешна сила да ги седне двата субјекти прво на маса и да се обиде да се најде некое трето решение во смисла на она што го збориме концентрациона ваква таква влада. За кое јас мислам дека има време, Љубша. Не е дека нема. Ја не сакам да кажам, може ќе дојдеме до амнестија. Мислам дека полека идеме кон синтагмата амнестија. Не. Јас Ако дојдеме до амнестија, тогаш Заев мислам дека е мртов. Да, Па мислам нека е дека мртов, нека е жива државата. не, мислам дека Како ќе биде жива државата со бандити кои не тормозеа тебе, мене, сите, медиумите, политичките личности и така натаму? Прејудицира можеби, но можеби ако гарантира поминување на законот, ако добиеме членство во Европска унија и НАТО, и досега сме имале такви ситуации политички на амнестирање, на договори. Не знам, во ова студио пред неколку години беше исто. мислам кажал дека исто. ако за нешто има цврст став во СДСМ, е токму ова прашање, кое на 3 наврати беше одбиено. Прво во преговорите во клубот на претениците, кога се одеше низ мала врата да се постигне оваа цел со измените во законот за кривична постапка. Така. Да застаруваат делата. Па се обиде повторно да го постави прашањето со добивање јавен обвинител. Јавен обвинител кој веднаш ќе стави мораториум на сите постапки кои се Сега водат. барат и сејо да се Да. И да, сега конечно префизиономира, да, што значи Укинување не треба на више сејо. укинување. 3 пати доби јасен, дециден, изричен одговор од СДСМ дека на ова прашање нема отстапка. Не, јас не предлагам, само мислам дека од сите можни опции како што ги можна зборувате, опција, да. Може и тоа да биде. Некој смета и на тоа. Да, но мојата анализа вели дека тоа нема да се случи. Може да се случи било што друго околу поддршката, да се преговара евентуално, да се оди на нови избори, но да се добие таква гаранција дека ќе бидат амнестирани случаите, мислам дека тоа би било прво убитачно за самиот СДСМ и Заев. Впрочем, револтот на народот, гневот на народот, поддршката што ја доби СДСМ и што ја врати, значи, целата ситуација на колосек беше изградена токму на овој мотив. Но имам реплика, мај реклами ако видат. Не, поли. Ја ќе постигнам поголема гледаност ако има реплики. Логично е така, но во политиката во Македонија се покажало дека некој не се игра така. Не секогаш тие логики важат. Заев влезе во изборната кампања многу отворено со поддршка на албанците, на законот за употребата на јазиците, изгуби многу кај македонците, доби кај албанците. Може би сега со ова, се во овој момент ми текнува, мислам, овие тези, ќе добие дел од членството на ВМРО ДПМН. Љубоша, знаеш што значи тоа? Добро, Секој утрешен пратеник да не ги отвори вратите Чомовски, и улицата да се трансферира во на парламент. Груевски да има договор со Заев, одбиваше. Мислеше дека сите карти ги има во раце. Каде сега Груевски?
Значи, сакам да кажам, ако сте донесени во ќош, во зид, ако немате многу избор, мора да ги измерите сите опции. Добро. Што ќе добиете? Познавајќи го карактерот на Заев, јас мислам дека пред тоа он е спремен да поднесе оставка, да распише избори и било што, отколку да ги прифати овие уцени. Овие би биле Што ќе влезе само уцени. у парламент? Уцени би Сам ќе биле. влезе у парламент. Без ВМРО ДПМН. Да, на ќе што ќе влезе. личи тоа? Ќе Па влезе. тоа имаме исто ВМРО-ска влада од 2014. Ќе влезе. Па пак ќе доаѓа Хан, пак има тогаш ќе ќе има. влезе и сам во парламент и тоа е можеби Добро, и тоа е решение. Да, И по тоа е опција. помалата цена што треба да се плати. Тогаш нека тера до крај. Јас Да. се слагам. Ако е решил И така, нека игра до да, крај. Ама нека не и ретерира спогодбата сега. ќе биде спроведена и ќе се распишат нови избори после тоа и ќе се трка на И тоа е тие опција. избори. Јас мисле показно да ја кажам, ама бидејќи ти ја спомна, јас мислам дека и тоа е опција. Поштовани гледачи, Насер Зибери и Љубиша Николовски во овие вечерни часови на панел на отвореното студио на ТВ1. Еден мал блок реклами и се враќаме назад за тоа што носат матриците на 4 амандмани за промена на Уставот и имплементација на Преспанскиот договор. Гледајте ги сите надпревари од УЕФА Лигата на шампиони каде и да сте, без да трошите од вашиот мобилен интернет. Само со Max TV Go во Магента 1. Плюс, одберете Samsung смартфон по супер цена. Неурчиња на љубовта. Пелистерка. Кафетин Колд – ефикасна комбинација за облажување на симптомите на настинка и грип. Ги намалува болките, ја намалува телесната температура и секрацијата од носот и ја облажува кашлицата. Лекот содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употреба и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. За вашето осигурување не размислувате често, но секој ден живеете со спокојот што ви го дава. Осигурете ги вашето здравје, домот и автомобилот и заштетете до 40% со новиот пакет Триглав Комплект Плюс. Триглав осигурување. Гледајте ги сите надпревари од УЕФА Лигата на шампиони каде и да сте, без да трошите од вашиот мобилен интернет. Само со Max TV Go во Магента 1. Плюс, одберете Samsung смартфон по супер цена. Насер Зибери, Љубиша Николовски во отворено студио. Уставните амандмани и политичкиот маневар на владата на Заев, како и, да речем, условно тврдокорноста или разбивањето на главистичката политика дури и во новото раководство на ВМРО ДПМН. Прашањето на уставните амандмани задира прво во есенцијата во преамбулата. Тамо има две точки за кои треба да се води дебата и веројатно ќе се води. Тоа е прашањето на регистрација и објаснување што е АСНОМ, каде што имате дефиниција македонскиот народ на цела територија и така натаму, но истовремено и преамбулата ја води есенцијата кон рамноправноста на албанскиот и македонскиот јазик.
Ми се чини дека тоа ќе биде главната кота од која ќе се детектираат и внатре коалицијските односи и односите на поделбите или на диференцијацијата и во македонското ткиво. Дали ова процедура на предлог со основи на амандманите е добра шанса да се тестира и вкупното расположение на македонското избирачко тело за евроатлантската агенда. Дали е тоа првиот реален балон кој колку влијание и какво влијание има? Јас сум убеден, или сакам да бидам убеден, дека внатре во владата постои консензус за околу тоа каков ќе биде обликот на измените и по однос на преамбулата и по однос на нормативниот дел. И не очекувам реално поголеми и посериозни потреси во владината коалиција, дури ниту кај поддршката на останатите политички партии на албанците, имајќи го во предвид тоа што претhodно го разговаравме, значењето и моментумот во кој се наоѓаме. Се разбира, одлуката на владата да му предложи на собранието пристапување кон измени на уставот ги има само насоките по кои ќе се движат тие промени и тие ќе се конкретизираат дури која ќе се добие нацрт. И тука не очекувам лично широка дебата во собрание, иако таа е ограничена со последните измени на деловникот на расправа на 10 дена која ќе може да трае. Само да објасниме, за согласност за пристапување кон промена на уставот треба двотретинско мнозинство. Да, за 80 нацрт верзијата треба 61. И на крај повторно и на крај треба 81. Значи, одлуката дека ќе се пристапи кон измени се носи со двотретини, 80 пратеници, и председателот на собрание ќе заклучи дека предлагачот во рокот толку дена треба да изготви нацрт и нацртот да го достави до собрание. Тој нацрт во меѓувреме ќе биде утврден во Комисијата за уставни прашања и на пленарна седница во собрание. Со 61 ќе се изјасни собранието дека го прифаќа нацртот на измените и ќе дава повторно заклучок предлагачот да ги собира предлозите од јавната расправа и од собрание и од јавната дебата и да оформи амандмани. Предлогот на амандманите ќе се стави повторно на дневен ред, со тоа што 2 пати по 30 дена е должно собранието да чека и за нацртот и да се води условно, кажам, или проформа, или да се води дебата. Не, мора, да, деловникот ги ограничува, зашто вели доколку председателот на собранието предлогот за пристапување кон измени го праќа до председателот на државата или владата, доколку тој не е предлагач. Јубише, што би било спорно? Тоа била политичката не е предлагач. Преамбулата со, условно кажам, некаква деноминација во политичката филозофија околу АСНОМ или вметнувањето на Република Северна Македонија и се што во членовите па и во примената потоа следува. Може сум наивен, но мислам дека ништо од овие членови во амандмани нити е повеќе, нити е помалку од самиот договор. Откако не се сложуваа со договорот, опозицијата инсистираше зошто ги кријат амандманите, дајте да ги видиме амандманите. Какви и да беа, тие не може да видат ништо ни повеќе ни помалку од она што беше логично да се промени во уставот. Дори мислам обратно, дека така се направени, барем кога ги читате вака проформа, најголем дел од граѓаните така ги слушнат, освен ако не почне опозицијата во детали да ги разглобува како сега што се обидуваш ти, така се дизајнирани да ја смират по широката македонска јавност дека нема ништо од она на што опозицијата инсистираше скриено, тајно, што ќе го разори македонското етничко битие. Мислам дека не може да има повеќе од што има договор. И мислам дека е една
политичка понуда од страна на СДСМ, повеќе за ублажување на тензиите дека тие амандмани само ќе бидат лошиот капак на лошиот договор со Грција. Ја не гледам ништо или не можам да видам дека има некоја скриена тајна во формулациите. Има едно прашање кое што туку се отвори, а вие сте човек кој ги следеше и учествуваше во досегашните уставни промени. А тоа е уставен закон за примена на уставните амандмани, каде што за прв пат веројатно ќе има динамика на промени кои ќе произлезат во регулативата законска околу промената на документите, имињата и така натаму. Дали тоа ќе биде составен дел на оваа политика, на овој уставен пакет? Да, ќе треба да биде и тој закон исто така се носи со двотретинско мнозинство. Значи, и за тој закон ќе треба 80 пратеници за примена на уставот. Но дозволете ми уште еднаш да се навратам кон првото прашање. Не ја заокружив мислата. Предлогот сега со насоките по кои ќе се движат измените не дава многу простор и го разоружува арсеналот на ВМРО ДПМН да го напаѓа договорот. Тоа сакам да кажам. Да, и уставните измени. Зашто ако внимателно се чита предлогот на владата, тамо децидно е кажано кој дел од преамбулата е предмет на измена. И околу тој дел јас не можам да најдам забелешка дека некој може да се спротивстави. Напротив, ќе се конкретизират, значи, и повикот кон граѓаните на АСНОМ и одлуките. Не, има едно национално ткиво меѓу историчарите и интелектуалците кои веднаш ќе го кренат гласот, еве и АСНОМ се растура. Не се растура, тоа е веќе академска дебата околу тоа. Штом се споменува АСНОМ е туку се зацврстува. Границите, АСНОМ, значи сите позитивни елементи од договорот. На АСНОМ ти ќе ги имаш во преамбулата. Ако ги читате понатака нормативниот дел на предлогот на измените, апсолутно значи кај делот на границите. Па тоа е во полза на Република Македонија. Да добива взаемно признавање на, зашто таму вика, да се признае територијалниот и политичкиот интегритет и совранитет на државата. Значи, ако во ова насока се движат промените... Па и за иселениците, да. Исто така, значи, децидно ќе се грижа за нив, ако не е мешање во другата држава. Доколку сте приметиле, ВМРО ДПМН поднос на ова прашање во дефанзива. Иако имаше реакции напаѓа, каде се? И сега нема ништо. И кога веќе ако ги седнете на дебата, да се најдат аргументите поради кои они креваат тензија, всушност не постојат. А овие, само мало прашање, овие 80 пратеници, ако сега ги добие Заев, прв пат ќе ги има и втор пат? Нема гаранција. Нема гаранција. И мислам дека во окуларите постои една мала виси во воздух демек што сега ќе ги добиеме. Ама тоа би бил партиски дриблинг на дома. Да, тоа би било игра. Тоа би било игра. Плюс ја закукујува целава ситуација. Тоа би било игра која би имала контраефект за самата ВМРО ДПМН. Апсолутно, да. Зашто ќе ја стави во игра не само државата, внатрешната политичка конфигурација, туку и меѓународната јавност. Не, и ќе дојде до делби на ова дали има некој интегритет или нема. Са тоа е малку човечко. Да, па ќе се постави прашањето кој влијаеше и со што влијаеше тие да се повлечат. И така натака. Тоа би било крајно несериозно, неодговорно и штетно за самото. Ама се споменува во јавноста. Може да се спомнува, ние слушаме секакви сега сценарии, да заговори, слушаме се и се. Да, поштувани гледачи, отвореното студио и натаму ќе биде отворено за ова палета на сериозни политички и уставно-правни решени на разврската и имплементацијата на договорот со Грција. Мои вечерашни гости беа Насер Зибери и Љубиша Николовски. Јас им благодарам, а вам, почитувани гледачи, ви нудам да ги погледате нашите вечерни вести, а утре сте со тандемот Кабранов-Боријан Јовановски. Пријатна вечер од мене. Толку за вечерава, со подсетување дека имате можност да следите информации околу убиството на познатата млада новинарка и истражувачка во Бугарија,
имавте можност да следите и дебата, односно презентација на каратистот Недев и се разбира дебата на каков начин економијата може да влие врз разумноста на политиката и политичарите со професор Владимир Филиповски и на крај Насер Зибери и Љубиша Георгиевски. Пријатна вечер од мене.